Atentatorski akciji na prvo mesto. Žrtvite nema zošto da ne plašat. Rekovme slobode ili smrt. Sosema bez žrtvi ništo ne može da se dobije. Nemalo da bide humano. Ама има ли некој да е хуман кон нас? Секој ги заштитува своите интереси, та и ние треба да ги чуваме своите интереси. Васил Чакаларов. Atentator, teroрист, комита. Тоа се синоними кои неизбежно се поврзани и со историјатот на внатрешната македонска револуционерна организација, од незиното основање во 1893 година, низ годините на единство, сплотеност, но и внатрешни поделби, непријателства и физички ликвидации во незините редови. За жал, по внатрешните поделби во редовите на ВМРО, атентатите се случували во самите организациони редови, што значително е ослабнало и искомпромитирало незината позиција кај македонскиот народ. Историјата на македонското револуционерно движење во 20 век паметела многу заговори, нерасчистени ликвидации, атентати, кои оставиле трајни белези врз судбината на Македонија. ВМРО како организација станала место на бројни физички ликвидации, арена на крвави судири и влијанија на некои од балканските држави. Организацијата која ги одбележала годините помеѓу двете светски војни била место каде се судирали амбициите за престиж, водство и лидерство, што од своја страна предизвикувало фракционерски борби, прегрупирања, што ја слабееле силата на ВМРО и ја правеле подложна на надворешни влијанија. Тодор Александров, како водечка личност во Централниот комитет на ВМРО, во период од 13 години, колку што бил во раководството на оваа македонска организација, успеал да создаде едно привидно единство, да ги сплоти различните теченија и струи и како резултат на неговото харизматично владење, да ја насочи борбата кон првобитната цел – автономна или независна македонска држава. Прагматичниот Александров успевал да ги држи настрана различните влијани и надворешни интереси на странски фактори и релативно да ја зачува независноста на ВМРО. Во негово време, организацијата станала влијателен фактор и во македонското револуционерно движење се издигнала како единствен репрезент на македонскиот народ во неговата борба за државност и независност. Тоа представувало доволна причина Тодор Александров да си создаде непријатели во самата организација, но и кај различни војно-политички фактори на Балканот и во Европа. Подемот на Александров представувал аларм за негово одстранување од раководството на ВМРО.
Што се однесува до убиството на Тодор Александров или до неговата ликвидација, овде се работи за отворено убиство со политички мотиви. До сега ние точно не знаеме кој е нарачател на тоа убиство и затоа сакам да изнесем една теза дека неговото убиство е поврзано со неговата самосвест. Сега ќе се обидам да објаснам на кој начин може да биде проблемот на самосвеста поврзано со убиството, затоа што тргнувам од теза дека убицата, нарачателот на тоа убиство мора да се бара од тој што најмногу е заинтересиран во самото убиство. Најмногу спрема мене е заинтересирана владата на Бугарија под раководство на Александр Цанков. Тодор Александров е веројатно личноста која што се наоѓа толку високо во редовите на организацијата, за која што има најголема мистерија околу неговата ликвидација. Тие теории кои што се создадени по неговото убиство, кои стои во позадината на неговата физичка ликвидација, до ден денес се уште нерасветлени. Кој се имаше мотив да го ликвидира харизматичниот вожд на ВМРО? Неговата ликвидација се случила на следниот начин. Тодор Александров заедно со неговата придружба требало да замине во Серско да го организира окружниот Серски револуционерен конгрес на внатрешната македонска револуционерна организација. Тој веќе со писма ги известил членовите дека доаѓа, неговата маршрута на движењето се знаела и една од точките која што сакал да ја расчисти воглавно било финансиските малверзации во редовите на ВМРО, кои што покажале дека од организацијата се одливале милиони левови во непознат правец. Според верзијата на ВМРО, базирана на искази на одделни незини членови, директната ликвидација на Тодор Александров ја предводел раководителот на Серскиот револуционерен округ на ВМРО, Алеко Василев Пашата. Според исказот на Динчо Сугарски, заговорничката група се состоела од неколкумина четници и војводи на ВМРО, кои ги координирал Алеко Пашата. Блиските соработници на Василев најпрво се сретнале во селото Горна Сушица, каде во куќата на Гоце Манолев на групата и било соопштено дека треба да ги пречекаат Тодор Александров и Александар Протоѓеров. Војводите Штерју Влахов и Динчо Вретенаров под заклетва им соопштиле на присутните дека по наредба на Алеко Василев треба да биде убиен водачот на ВМРО Тодор Александров. Кон групата околу 11 часот се придружиле Александров, неговиот телохранител Пазо Зафиров и Александар Протоѓеров, и сите заедно се упатиле кон селото Лопово. По пат Александров, без да ја предчувствува опасноста по неговиот живот, бил весел и разговарал за различни теми со членовите на групата. Во близина на едно планинско изворче, групата застанала да се одмори и да каснат од храната што ја носеле со себе. Поручекот Тодор Александров му е дал својата пушка на Пазо Зафиров, но веднаш се придодал војводата Влахов, кој побарал оружјето да го земе Динчо Сугарски, за да не му биде натовар на личниот телохранител на Александров. Тоа всушност представувало сигнал дека планот за ликвидација веќе започнал. Во близина на Сугарска река, Александров предложил да се застане да се нахранат коњите. Тодор Александров и Александар Протоѓеров се тргнале настрана и започнале разговор, а по малку време легнале да отпочинат. Телохранителот Зафиров исто така задремал. Во тој момент Сугарски ги тргнал коњите настрана, додека Штерју Влахов и Динчо Вретенаров се доближиле до членовите на Централниот комитет. Во исто време, војводите стрелале кон Александров. Панзо Зафиров се разбудил и се обидел да дојде до својата пушка, но веднаш бил застрелан од курирот Динчо Балкански.
Директните физички ликвидатори, атентатори се знаат. Тоа се војводите Штерио Влахов и Динчо Вретенаров. Тие убиството го извршиле во моментите на починка кога Тодор Александров по оброкот со неговите другари на пат кон Серско легнал да се одмори. И токму во тие моменти атентаторската двојка први го застрелала него, а потоа неговиот телохранител Панзо Зафиров. Во присуство на Тодор Александров бил и вториот член на Централниот комитет на ВМРО Александар Протогеров, кој што од возбуда се онесвестил. Штерио Влахов го утешувал генералот Протогеров дека на него ништо нема да му сторат и дека ќе го остават жив. Впрочем, при самиот чин на убиството на Александров, според документите на организацијата, Влахов извикал: "Место ти да ме убиеш, јас те убив. Ти толку невини души изеде, та и мене сакаше да ме изедеш." Војводите Влахов и Вретенаров, заедно со присутните, на брзина ги сокриле труповите на убиените во блиската шума и се упатиле кон колибите во близина на селото Лопово, каде што ги чекал Алеко Василев пашата. Подоцна, кога ВМРО спровела истрага за нарачателите на атентатот врз Тодор Александров, под силен притисок, а веројатно и физички измачувања, од дел од македонските дејци пред се од Илинденската организација, били изнудени признанија дека зад ликвидацијата стоеле лично Алеко Василев пашата и Ѓорѓи Атанасов, двајцата од раководството на Серскиот револуционерен округ. На тој начин трагично заврши животот на Тодор Александров, еден од најхаризматичните и најавторитетни водачи на ВМРО. Убиството на Александров се криело еден подолг временски период. Навистина, од денот на неговата ликвидација 31. август 1924 година до 13. септември многу малку луѓе во ВМРО знаеле дека Александров бил ликвидиран. За убиството на Александров били известени само раководителите на организацијата, Иван Михајлов, неговите најблиски соработници, Панчо Михајлов Чавдар, Јордан Чкатров, понатаму членовите на задграничното представништво. Едноставно тие не знаеле што да направат во тие моменти. Првин помислиле дека е потребно да ги откријат луѓето кои што го нарачале неговото убиство. Директните физички извршители биле фатени и ликвидирани од организацијата, но тука не застанала акцијата на ВМРО со расчистувањето со убиството на Тодор Александров. Во моментот на убиството, раководството на ВМРО како први виновници ги посочиле Алеко пашата и Ѓорѓи Атанасов. Двајцата раководители на Серскиот револуционерен округ на ВМРО навистина имале мотиви да го отстранат Александров од кормилото на организацијата. Првата теорија која што е присутна е дека нарачатели на убиството се Алеко Василев пашата и Ѓорѓи Атанасов, заради тоа што и едниот и другиот имале создадено големо богатство. Се зборува за суми од 7 милиони левови од продажба на тутун и разни лихви кај Алеко Василев и сума од 2 милиони кај Атанасов, создадени на истиот начин. За Тодор Александров, кој што представувал еден харизматичен лидер на таа организација, кој што човек кому материјалното многу малку му значело во животот и кој што се откажал од многу благодати за да се посвети на делото, отворено негодувал. Делот историчарите сметаат дека зад тоа убиство на Александров стојат овие двајца луѓе кои што го нарачале убиството единствено од страв да не се пресмета организацијата со нив заради нивното натрупано богатство.
Сепак, според некои сеќавања на македонски дејци, кои ги познавале внатрешните состојби во организацијата, но имале и своји субјективни гледишта, зад убиството на Александров не стоел некој заговор од поголеми размери. Спомените на Атанас Христов Џолев ја протежираат таа теза. За мене лично, кој што го познавам добро Штерију, дали ќе ми поверувате или не, тоа си е ваша работа. Но јас сум сигурен дека Штерију и Динчо го убија Тодор Александров по лична амбиција. Од Штерију сум слушал порано дека е многу амбициран против Тодор. Тој пред мене го пцуеше, го нарекуваше туберкулозен и ред други напади и не мислеше да му исполнува никакви наредби, иако Тодор заземаше највисока позиција како председател на Централниот комитет на ВМРО. Јас се чудев кога го слушав како говори против Тодор Александров, но ми беше незгодно и не смеев да го прашам зошто го мрази толку. Ова тврдење ги зоставува Алеко Пашата и Ѓорѓи Атанасов како можни учесници во убиството на Александров. Но писмото на македонскиот револуционер Аргир Манасиев, упатено до Александар Протоѓеров, упатува на тоа дека раководителите на Серскиот револуционерен округ биле добро упатени во маршрутата на движење на Александров и неговата група, која се упатила да земе учество на окружниот конгрес во селото Лопово. Манасиев на 30 август 1924 година бил присутен во куќата на Гоце Манолев, каде ги затекнал на едно место Василев, Атанасов, Штерију Влахов и Динчо Вретенаров. На Аргир Манасиев му било предочено дека на конгресот ќе пристигне Александар Протоѓеров, додека за Тодор Александров воопшто не станало збор. По убиството на Александров, Аргир Манасиев на 31 август бил еден од ретките кои дознале за настанот, при што бил сведок на барањето на Алеко Василев Пашата, погибијата на водачот на организацијата да се држи во најстрога тајна и тоа под заклетва. Претераната грижа на Алеко одела дотаму што на присутните им предложил Тодор Александров да биде погребан во Рожденскиот манастир, веднаш до Јане Сандански, на што повеќемина се спротивставиле и решиле тој да биде погребан до Параклисот Светилија, во близина на село Сугарево. Од денешен аспект од оваа временска дистанца, просто неверојатно е зад убиството да стојат толку малку луѓе, заради тоа што елиминацијата на Тодор Александров создала една бура од реакции кај многу видни политички војни кругови, не само во Бугарија, туку и на Балканот и во цела Европа. За да се расчистат работите во внатрешната македонска револуционерна организација, бил свикан еден состанок во градот Горна Џумаја на 13 септември 1924 година и тука биле поканети и посочените Ѓорѓи Атанасов и Алеко Василев Пашата. Во присуство на најблиските соработници на Александров, од непосредна близина биле ликвидирани и Атанасов и Алеко Василев Пашата, а тоа било договорен сигнал да започнат ликвидација и на други припадници пред се на македонската левица кои што се наоѓале во Горна Џумаја, тоа е денешен Благоевград. Дали зад Ѓорѓи Атанасов и Алеко Василев Пашата стоеле вистинските нарачатели на атентатот? Тоа неверојатно е вистина, затоа што во моментите кога на 13 септември при горноџумајските настани сакал да се предаде, Атанасов бил убиен пред да ја каже својата верзија за убиството на Тодор Александров. Во сеќавањата на Иван Караџов по повод тој настан стои еден многу интригантен момент. Ми стана страшно мачно, затоа што предадениот Атанасов без сомнение ќе ни раскриеше многу тајни во врска со убиството на Тодор. Меѓутоа, интересен е еден податок во моментот кога Ѓорѓи Атанасов сакал да се предаде на луѓето од организацијата кои што го обколиле градот и кога извикал дека сака да разјасни некои работи за убиството на Александров, веднаш кон него бил упатен еден истрел и тој паднал мрт, убиен. И други луѓе кои што можеби знаеле нешто за тоа кој го нарачал убиството на Александров, веднаш биле ликвидирани на лице место во Горна Џумаја. И покрај сите овие предпоставки, голема е веројатноста врз основа на документите и фактите, кругот на познати учесници во планот за ликвидација на Александров да застане кај Алеко Пашата и Ѓорѓи Атанасов.
Особено силен мотив за тоа биле најавите на водачот на ВМРО, дека ќе се вложи во расчистувањето на сите матни финансиски сделки во кои биле вклучени последните двајца, при што Петричко и околината ги претвориле во вистинско феудално владение, или како што некои го нарекувале пашалак. Според сведенија од архивата на ВМРО, на својата лична сметка од трговијата со тутун и лихва од разни заеми, Алеко Василев Пашата располагал со околу 7 милиони лева, додека Атанасов имал добивка од околу 2 милиони лева, што представувало вистинско богатство. Втората предпоставка за убиството на Тодор Александров, која особено ја протежирало новото раководство на организацијата, особено Иван Михајлов, било дека за целата организација на атентатот стоел вториот член на Централниот комитет, Александар Протоѓеров. Раководството на ВМРО, како подкрепа на тоа, постојано ги нагласувало писмата помеѓу Александров и Протоѓеров неколку месеци пред ликвидацијата на водачот на организацијата, во кој јасно се гледало дека двајцата членови на Централниот комитет имале голем број несогласувања околу суштинските прашања и по однос на политиката и понатамошната борба на оваа македонска организација. Како прилог на таа теорија е фактот што кога е убиен Александров, Александар Протоѓеров бил физички присутен, меѓутоа според едната теорија паднал во несвест, според другата теорија побегнал во блиската шума, каде што му било ветено дека нема да биде ликвидиран и заради тоа тој се вратил. Меѓутоа, човекот кој што застанал на чело на организацијата, Ванчо Михајлов, во таа пресметка со Александар Протоѓеров директно го обвинил дека тој стои зад убиството, сакајќи да ја превземе организацијата на себе и да ја елиминира најсилната алка во ВМРО. Покрај преписките со писма, недовербата кон Протоѓеров ја најавил и лично Тодор Александров, констатација која ја пренел Петар Шанданов во своите спомени, што може би подоцна послужило и како сенка на сомнеш за каква било можност Александар Протоѓеров да знае нешто околу планот за убиство на неприкосновениот Александров. Еве што пишува по тој повод Шанданов за разговорот со Тодор Александров. Конгресот ќе треба да се свика по секоја цена наскоро, зашто тој е неодложен поради напуштањето на видни членови на организацијата. Замолувајќи ме да го слушам внимателно. Единствената надеж, ми рече тој, е во Битолчани. Може би благодарение на околноста што вашиот округ е многу далеко од бугарската граница, вие сте најзачувани во морален однос. Моите односи со Алеко и Атанасов се затегнати до прекинување. На моje големо изненадување, ова го исповедам како на најблизок човек, изгледа дека на нивниот акал се уидисал и Протоѓеров. Во врска со убиството на Тодор Александров, малку подоцна ВМРО Обединета, како македонска левичарска организација, поради постојаните посочувања од повеќе страни дека е виновна за тоа, издала една поголема брошура под наслов «Предавниците на македонското дело», во која меѓу другото се потенцирало дека вождот на ВМРО бил ликвидиран по наредба на Александар Протоѓеров, кој за тоа ги инспирирал амбициозните Алеко Василев Пашата и Ѓорги Атанасов. Оваа теорија има некои недоследности заради фактот што Александар Протоѓеров бил во поодминати години, заради фактот што неговото влијание во организацијата во ниту еден момент не било на исто ниво со реномето на Тодор Александров и токму заради тоа тој веќе бил на залезот на својата кариера. Во таа пресметка, односно поделба на организациите 28 година по ликвидацијата на Протоѓеров, кога организацијата се дели на протоѓеровисти и михајловисти, тој е едниот од главните адути на приврзаниците на Ванчо Михајлов за ликвидацијата на Александар Протоѓеров. Трето, колку и да се посочува архивската граѓа, која повеќе има индиректно значење, нема цврсти аргументи дека Протоѓеров соработувал со Алеко Василев и Ѓорги Атанасов во спроведување на планот за убиството на Тодор Александров, а уште помалку дека бил поврзани со комунистите, кои исто така се споменуваат како можни организатори на ликвидацијата. Една од предпоставките за тоа кој стои за убиството на Тодор Александров е и тоа дека зад неговата ликвидација стои Коминтерната или пак можеби евентуално и Бугарската комунистичка партија, затоа што Тодор Александров се откажал од потписот врз Мајскиот манифест.
Како показател кој ја подкрепувал оваа теза, послужил и фактот што Мајскиот манифест, под влијание на Димитар Влахов, бил објавен во весникот Балканска федерација и покрај барањето на Александров да се почека уште известно време, додека да се подготви членството на ВМРО за тој радикален пресврт во политиката на организацијата кон македонското прашање. Објавувањето на манифестот значила индиректна ликвидација на Александров и тоа со заслуга на комунистичкото движење. Покрај објавената брошура во издание на ВМРО под наслов "Заговорот против Тодор Александров", каде се наведуваат аргументи за учество и на комунисти и победување во овој настан, се некои документи од архивата на Коминтерната, каде индиректно од некои кругови се посочувало дека подобро било Тодор Александров да биде убиен и да го нема, отколку тој да ги убие сите припадници на левичарските организации и комунистите во Бугарија. Што се однесува до сомнежите дека комунистите или Коминтерна е замешана во убиството на Тодор Александров, категорично со своите истражувања, кои што долгогодишни истражувања, можам да кажам дека Коминтерната немаше никаква улога во убиството на Тодор Александров, нито комунистите немале никаква улога во убиството на Тодор Александров, прво заради своето изненадување, а второ заради играта на Тодор Александров, затоа што тој после Виена не категорично раскинал односите со Виена, именно на 31 август беше планирана средба со представникот на БКП, на Бугарската комунистичка партија, беше планирана средба со Јанков, синот на познатиот врховист полковник Јанков, со кој што тој имал добра комуникација. Тоа прва работа и втора работа дека во Коминтерна многу долго не можеле да поверувале дека станува збор за вистинско убиство на Тодор Александров, именно мислејќи дека тоа е неговата игра и обид да се скрие некаде за да прекине со виенските преговори. Најверојатната претпоставка оди во правец на тоа дека бугарската влада на Александар Цанков директно ја наредила ликвидацијата на водачот на македонската организација. Бугарската влада имала интерес да го отстрани Тодор Александров од челното место во ВМРО. Владата на Цанков, иако декларативно имала добри односи со организацијата, во суштина се наоѓала во речиси непријателски односи со оваа македонска организација. Тодор Александров зафаќа апсолутно друга позиција. Тој издигнува парола за создавање на независна, самостојна Македонија. Прво, со првата бугарска влада по Првата светска војна, Александр Стамболиски, тој има многу тешки односи, затоа што Александр Стамболиски зафаќа апсолутно негативно однос кон Тодор Александров. Овде е јасно, противник и Александров противник на бугарската влада е противник на Тодор Александров. Македонскиот проблем не го интересирал Стамболиски и затоа што тој сакаше да се фокусира само на тракискиот проблем, излез кон Егејското море за Бугарија. Тодор Александров мисли дека тоа е национал предавство со кое што треба да се бори и треба да донесе на власт или да помогне да дојдат на власт национал патриоти. Тоа што Цанков многу често изјавувал во однос за македонското прашање, даваше илузии на Тодор Александров дека Александр Цанков се разликува од Александр Стамболиски со неговиот патриотизм. Кога би морале да се постават главните сегменти, да се кажат зошто би стоела бугарската влада, пред се заради фактот што голем број на припадници на политичката елита во Бугарија реално се плашеле, значи стравувале од моќите на организацијата и од моќите на Тодор Александров. Заради фактот што во таа военно-офицерска лига имало луѓе кои што
отворено стравувале за состојбата во Бугарија, особено во Пиринскиот дел на Македонија, каде што организацијата де факто создала држава во држава и каде што бугарските власти имале деломна контрола. Ваквата ситуација се создала од оној момент кога бугарската влада на Цанков се обидела да ги подобри своите односи со кралството СХС. Тоа било доволна причина раководството на ВМРО да упати остри критики до владата во Софија и да ја предупреди дека кралството на СХС е најголемиот непријател на организацијата и на правилното решавање на македонското прашање. Александр Цанков, повикувајќи или обраќајќи се кон Тодор Александров како бугарски патриот, бара ВМРО да престане со својата четничка дејност. Бара ВМРО да престане да се бори активно за независна самостојна Македонија. Бара ВМРО да почне нова метода на борба, а тоа е борба за права на македонците, или поточно на бугарското население во Македонија, во одбрана или заштита на своите малцински права. За жал, Тодор Александров, за жал од страна на Александр Цанков, Тодор Александров има друга позиција. Тодор Александров ја доживува ВМРО како делото на својот живот. Тој не може да предаде ВМРО и тој не може да го предаде своето дело ослободување на Македонија. Овде е голем расцеп меѓу Александр Цанков и Тодор Александров. Се чекал погодниот момент и повод да се започне решителна акција против Александров и неговата улога во македонското револуционерно движење. Тоа било потпишувањето на мајскиот манифест на ВМРО, во кој меѓу другото, организацијата се оградувала и од бугарската држава и политика по македонското прашање. Александар Цанков добил моќно оружје во своите раце за конечна пресметка со авторитетниот Тодор Александров. Започнале притисоците врз Тодор Александров, кој се нашол во една незавидна позиција поради новиот правец на ВМРО во незината револуционерна дејност и борба за ослободување на Македонија. Прагматичниот Александров се наоѓал и порано во вакви ситуации, но успевал да се извлече од амбисот. Сега ситуацијата била далеку посложена за него. Тој започнал со подготовки за организирање на општ конгрес на ВМРО, каде се подготвувал да ја објасни новата ситуација, но и да се пресмета со растечката опозиција против него во самата организација, но и во македонското револуционерно движење. Уште во периодот додека во Бугарија се наоѓала на власт земјоделската партија на Стамболиски, Тодор Александров бил интензивно надгледуван од службите на државната безбедност, а информации за неговата активност до бугарските тајни служби били испраќани од луѓе во врвот на ВМРО. За тоа сведочи писмото на началникот на штабот на бугарската армија Точков до генералот Александар Протогеров, во кој го известувал дека во негова рака дошле писма од архивата на Тодор Александров, кои му биле лично доставувани и на самиот бугарски премиер Стамболиски, и тоа преку лице кој имало псевдоним, и не се знае точно за која личност се работи. Ова сведочи дека околу Александров, уште во време на земјоделската власт, се плетела заговорничка мрежа, во која биле вмешани луѓе од раководството на организацијата, но и лица од Војно-офицерската лига на Бугарија и најмногу луѓе од високите политички кругови на Бугарија. Констатацијата на војно-офицерските кругови во Бугарија била навистина реална, особено од стравот дека Тодор Александров, иако не директно, се потпишал врз еден документ кој на македонското прашање му давал и национален и државен карактер. И затоа на 10 јули 1924 година тој излегува со една декларација во која што кажува дека би било многу добро бугарските партии да се изјаснат со својата позиција во однос на македонското прашање.
Тая декларација, тој дава наредба на своите блиски соработници да ја однесе таа декларација на лидери на веќе на опозиционите партии или поточно на тие партии што почнале да формираат опозиција во Бугарија, да ги запознае со тајата декларација и да дознајат какво становиште они имат спрема македонското прашање. Одговор на бугарските партии во опозиција е едноставен. И тоа се совпаѓа со позиција на бугарската влада. Нека да се занимава ВМРО само со малцинските прашања на територија на кралството СХС, и нека да остави својата четнишка дејност, нека да не пречат на Бугарија. Дури доаѓа до јасно кажување дека едно е македонско прашање и Македонија, друго е Бугарија и бугарското прашање, и тие два актори воопшто не смеат да се мешат. Во една таква констелација, во која постоело премолчено одобрување од бугарската власт, на војните кругови не им било тешко да ги придобијат на своја страна Алеко Пашата и Атанасов за спроведување на својот пеколен план. Ако на ова се додаде и признанието на бугарскиот премиер Александар Цанков, кога е слушнал веста за убиството на Тодор Александров, слава му на Бога се заврши и со него, а пренесено во бугарската историографија уште во 90-тите години на 20-тиот век, јасно се заокружува мозаикот на учесници во ликвидацијата на Тодор Александров, со тоа што на врвот на таа сложена пирамида застанала бугарската влада на Александар Цанков. Во моментите кога ја дознал веста за убиството на Тодор Александров, бугарскиот премиер Александар Цанков изјавил во присуство на неколку негови соработници: му благодарам на Господа, конечно и со него се заврши. И најопиплив доказ секако е еден доказ кој што излегол на површина 20 години по ликвидацијата на Тодор Александров. Имено офицери на бугарската офицерска лига, воена лига, во 1944 година, разговарајќи помеѓу себе, признале пред одреден круг на луѓе дека воената лига и владата ја наредила ликвидацијата на Александров затоа што не биле уверени дека Тодор Александров искрено се откажал од Мајскиот манифест и од новата политика во внатрешната македонска револуционерна организација. Сликата за директното или индиректно учество на бугарската влада во ликвидацијата на Александров уште повеќе пополнуваат и спомените на македонски дејци, учесници во настаните, кои и колку во некои моменти да се субјективни, треба да се компарираат со веќе воочливите факти. Еве што за заинтересираноста на бугарската влада околу отстранувањето на Тодор Александров истакнува Анастас Христов Джолев. Тоа требаше да се случи за да се исполни вековната желба на бугарските државници од ослободувањето на Бугарија до тогаш, како и на тогашната Цанкова влада, да се преземе раководството на ВМРО во бугарски раце, кое што се случи подоцна. Во времето на Тодор и Алеко, организацијата беше самостојна и бугарската власт не можеше да располага со неа како сака и како и налага незината политика. Најсликови доказ за учеството на бугарската влада на Цанков во ликвидацијата на Тодор Александров е отвореното писмо од група дејци на ВМРО до македонската емиграција во Бугарија од 17 септември 1924 година. Во писмото, меѓу другото, се вели: Јасно е како бел ден, откако минатата година во септември власта го искористи ВМРО против бугарскиот народ, веќе денес се плашеше од целоста и силата на таа вооружена организација, бидејќи не се надеваше веќе да се послужи со неа, ниту во внатрешната, ниту во надворешната политика. И против организацијата повторно беше употребено старото и со успех употребувано средство – болшевизмот. И сега, за нас македонците, е јасно дека власта еднакво се радува како на убиството на Алеко Василев, Атанасов и другите, така и за убиството на нашиот легендарен вожд Тодор Александров. Таа ја постигна пеколната цел – ослабување на организацијата. Кој би можел да биде помошник или подиректен извршител на тоа, или подиректен организатор на тоа убиство?
Јас мислам дека се работи за Иван Михајлов. Иван Михајлов веќе летово 1924 година Тодор Александров можел да се увери дека Иван Михајлов работи паралелно. Во 24 година се случили срамни убиства кои што се припишували на ВМРО. Тоа убиства на двајца евреи, татко и син, во центар на Софија. И тоа убиство беше поврзано со уцена заради пари. Вие знаете дека на тој начин ВМРО се финансирала во тој период. И второ убиство, тоа на Петков, што беше политичко убиство без секаква смисла. Тодор Александров не знаел за тие убиства и вистински мислил дека ВМРО нема никаква улога во тие убиства. Но веќе во јули, кога беше на посета кај Атанасов и Протогеров, кој што се наоѓал во тоа време кај Атанасов, Тодор Александров разбира од зборови на Протогеров дека тие убиства беа нарачени или наредба беше дадена од страна на Иван Михајлов. Притиснат од таа мисла, Тодор Александров збеснет се јавува на своите помошници, на Кирил Перличев прво да направат истражување, да го прашат Иван Михајлов дали е вистина така или не. Иван Михајлов нормално одговара дека не е така. Тодор Александров е наклонет повеќе да верува на Иван Михајлов отколку на Протогеров и на тој начин му одговара на Протогеров дека тој е сигурен во 99% дека убиствата не се од страна на ВМРО и не беа нарачени од страна на Иван Михајлов. Но веќе е докажано од самите историчари, има тоа и во спомење на Александр Цанков, дека убиствата сепак беа нарачени од Иван Михајлов и тоа докажува дека има паралелна линија во ВМРО на Иван Михајлов и на Тодор Александров. Фактички, елиминацијата на Тодор Александров, како што била прифатена позитивно во владата во Белград, на ист начин била прифатена и во владата во Софија. И ударот, значи елиминацијата на Тодор Александров фактички представува најсилниот удар кој што го има доживеано организацијата се до незиното ставање надвор од законот во 1934 година. Затоа кога беше логично дека кога се случило убиство на Тодор Александров, Иван Михајлов да дојде на власт или да ја преземе власта со сила, како што се случи во септември 1924 година. Затоа кога се двоумиме или кога мислиме за Тодор Александров како многу контроверзна личност, како што реков, неговата контроверзност во неговата самосвест, но неговото убиство е убиство за неговиот македонски патриотизм и за неговиот избор во својата самосвест. Што е побитно и што е поважно, неговиот одговор дека македонскиот патриотизм, борбата за независна и самостојна Македонија, за него е пред се, како и неговата организација ВМРО е пред се. Српските официјални, но и тајни извештаи, како и весниците, информирале дека убиството на Тодор Александров било последица на внатрешните пресметки во македонското револуционерно движење и воопшто или малку обрнувале внимание за тоа кој бил нарачателот на истото. Најважно за нив било што веќе го немало Тодор Александров, кој бил непријател на српската кауза по македонското прашање. Бугарската историографија, која најмногу го има проучувано убиството на Тодор Александров, се до 80-тите и почетокот на 90-тите години на 20-тиот век, беше главно на становиштето дека за овој настан се наоѓа бугарската влада на Александар Цанков во содејство со личности од македонското револуционерно движење, а во тој поглед се споменуваат имињата на Алеко Василев Пашата, Георги Атанасов и во некои случаи дури Александар Протогеров.
Со падот на комунизмот, од почетокот на 90-тите години, во бугарската историографија се појавили и други тези за ликвидацијата на Тодор Александров. Неколку бугарски историчари, врз основа на расположивата архивска документација, како организатор на убиството на Тодор Александров, ја посочувале војно-офицерската лига во Бугарија. Но и да е точна таа теза, се поставува логичното прашање, дали можеле војните кругови во Бугарија да го ликвидираат влијателниот Александров без знаење и поддршка на бугарската влада на Александар Цанков? Одговорот е секако не. Тоа значи дека сите патишта повторно оделе кон официјалната власт и Цанков, како експонент на тогашната политичка структура на власт во Бугарија. Со убиството на Тодор Александров е ставен крај на таа ВМРО, кое што има славна историја, почнувајќи од 19 век, и ВМРО на Иван Михајлов веќе не е таа ВМРО на кое што ние ја познаваме, затоа што Иван Михајлов ја претвори ВМРО во орудие или инструмент на бугарската влада. Сепак, и покрај сите предпоставки, тези, мислења, и понатаму со целосна сигурност, не може да се утврди нарачателот на убиството на Тодор Александров. Кој да го нарачал и испланирал одстранувањето на Александров од водечкото место во ВМРО, факт е дека постигнал добро смислена криза и раскол и во организацијата и во македонското револуционерно движење, што имало далекусежни последици, затоа што го менува текот на македонската историја во сосема друг правец. Туѓ за македонската кауза и за трајното решавање на горливото македонско прашање.